Почитувани мој, добар ден. Почнуваме со црвена линија. Секоја нова година ја пречакуваме со големи очекувања. Каква беше 2025 година во политиката, во општеството и во секојдневието на граѓаните? Дали научивме нешто оваа година? А ние денес во црвена линија и ќе ве прашаме кој позитивен и кој негативен настан ви оставија најсилен впечаток? Што ќе им порачате на политичарите за 2026 година? Дали 2026 година ќе биде поинаква или ќе се врти истата плоча? Тоа е она денес за што ќе дискутираме. Поканети сте сите и верувам дека голем број од вас, како и во секој едно издание во црвена линија, ќе ги даде одговорите на овие наши денешни празнични, слободно ќе речам, предновогодишни прашања. Но кога сме кај прашањата, оно што не се менува во црвена линија секако е можноста да учествувате во анкетата. Секојдневно нови анкети и прашања кои што можете да ги одговорите доколку не заследите на Инстаграм. Што значи се што ви треба е профилот на црвена линија, ќе не побарате на Инстаграм, секако ќе го побарате и профилот на Телма телевизија со оглед на тоа што на Инстаграм стори на двата профила се објавува анкетата во текот на целиот ден, а ваше е да не заследите, да кликнете и секако да дадете одговор на денешното прашање. Па еве го, дали сте задоволни од работата на политичарите во 2025 година? Едноставни одговори, можност за две опции. Полето со да и полето со не. Тоа е она што треба да кликнете, полето кое што го содржи секако вашиот одговор. Но најдобре дојдени сте да посетам сите вие кои што ќе се вклучите во оваа црвена линија. Патот до нас е едноставен, се врти добро познатиот број 02-307-0005. Од технички аспект задолжително се намалува тонот на ТВ приемникот и секако не се користи интерфон и спикерфон. Тоа е се она што ве замолуваме. А верувам дека секој еден од вас, веќе се објавени прашањата на екранот, ќе даде и одговор на следново. Да подсетам, дали 2026 година ќе биде поинаква или ќе се врти истата плоча и што ќе им порачате на политичарите за оваа нова 2026 година. Ова не е единствен начин да учествувате и да дадете одговори на овие денешни прашања со вклучување во живо. Секако сите оние кои што нема да можете да се вклучите во живо или можеби едноставно така ви е полесно, поедноставно, слободно ќе речем, заследете не и на Facebook профилот на црвена линија, што ви треба и профилот на Телма телевизија. Објавена е темата и на двата профила, а ваше е секако да дадете одговори преку коментари кои што стандардно и редовно ги читаме во текот на емисијата. Но ајде да почнеме со вас и да ги слушнеме првите одговори за денес во ова издание на црвена линија. Па, добар ден. Добар ден. Убав ден. Па еве на самиот крај од оваа 2025 година ќе почнеме веднаш со прашањето: дали сте задоволни пред се од работата на политичарите за 2025? Апсолутно не. Ве молам, овој пат ве молам само за една работа. Не ми исклучувајте, макар ќе направам седан да се вклопам во задолжителното време, ќе се представам, бидејќи ово што ќе го кажам е мој личен став, Весна Софрониевска, слепо лице од Битола. Не сум задоволна од политичарите и еве сакам да му кажам на цела македонска јавност. Еве со што нас владата ни ја честита новата година. Со укинување на личната асистенција. Ние слепите и лицата со попреченост на оставени на милост и немилост од господата од Мицковски па надолу, кои се колнеа и постојано ме трујат преку екраните дека мислат на нас. Ете колку мислат на нас. 8 години безплатна кокошка за црвениот крст на Македонија, а сега не шутнаја. Не им требале, не сме биле ние нивна грижа. Сме биле грижа на државата. Сакам да ве прашам вас и сите останати. Желба моја е, личен избор е да бидам слепа. Немам ја законско право да живеам нормален живот. Да живеам живот со поддршка. 39 години вложува во државата. 39 години работен стаж вгради во оваа земја. А тие на што ни направија, не фрлија. Не е во ред и не е добро. Сакам само едно да ми им порачам.
за секое лице со попреченост и семејство, не 1, 3 или 5 гласа. Ке се видиме на следните избори. Нема да биде лесно, верувајте. Благодарам многу, Весна, со оглед на тоа што се представивте и навистина ви посакувам да се исполнат сите желби и очекувања во новата 2026 година. Особено да заборавите на сите тешкоти со кои што се соочувате и кои што ги споделивте со гледачите на Црвена линија. Останете со нас, секако продолжуваме и понатаму. За оние кои што подоцна се вклучивте, денес Црвена линија ги поставува следните прашања. Каква беше 2025 година во политиката, во општеството и во секојдневието на граѓаните? Дали научивме нешто од ова измината 2025 година? Кој е позитивен, а кој негативен настан ви оставија најсилен впечаток од ова измината 2025 година? И најважно, дали 2026 година ќе биде поинаква или ќе се врти според вас истата плоча? Дали сте задоволни од работата на политичарите во 2025? Добар ден. Ало, добар ден. Да ве слушнеме. И ќе ви е среќна новата година. Големо благодарам. И да сте живи и здрави. Само убаво да се враќа, секако. И јас во 2025 година од сето тоа што го тражи од државата ништо не доби. Од општина Штипста тражи да ме згрижат некаде за да не страдам и да не бидам под ведро небо, и тоа не го направија. Значи работата е во тоа што јас се надевам дека во 2026 година барем некој ќе обрне внимание на тие кутри луѓе што пропаѓат, што се бедни и што нема дека да живеат. Што ќе им порачате на политичарите во новата година? Политичарите треба да обрнат внимание повеќе на бедната раја, што нема што да јаве, што брка по континерите, да ги згриже, да обрне внимание на социјалните случаеви, на полуинвалидите, на инвалидите, дека и тие се граѓани на оваа држава. Не се тие надвор од државата, него они секој ќе си го ја прославе новата година како му одговара на него и ќе си чека плата на први од 3000-4000 евра и ќе си ги троши он како што... Благодарам за учеството и одговорите во Црвена линија. Една напомена врзана во однос на време траењето на едно јавување. Нашите редовни гледачи кои што се активни тоа го знаат во Црвена линија, 90 секунди секако се предвидени, но и ве охрабрувам, секако сте добре додени додека траеме да се вклучите повторно и повторно. Ве канам сите вас, верувам секој еден од вас, како граѓани на оваа земја, имате порака до политичарите за 2026 година. Што ќе извоите како најнегативен, најпозитивен настан за изминатата година? Што е оно што можевме да научиме и дали очекувате дека нема да се врти истата плоча во 2026 година и дека навистина ќе биде многу подобро? Да ги слушаме вашите одговори. Добар ден. Ало? Добар ден, во Црвена линија сте. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Убав ден. Убав ден. Гледач Питола. Повелете. Јас сум задоволна од премиерот Мицкоски, ни ги покачи пензите. Ние постојано бевме на протести и добивме она што ни вети и го исполни. Меѓутоа, од целата влада воопште не задоволни, затоа што не му е некако добра политиката, народот бега и не е задоволен. А најмногу Битола е запустена, што сега најнедобар впечаток ми остава, зашто владата решила да ни прави депонија од 18 општини од Западна Македонија ѓубрето да ни го носат во Битола. Да ни малце настие загадување од рек. Рек не труе години. Па битолчани сите се на онкологија, греота е ова што се прави. Дека некој преземи, никој сите ќутат, ни телевизија, никој не сме ништо да зборни. Сите молча си ќутат и никој ништо не зборува. Јас се чудам зошто ова прашање никој не го отвори.
си чутат, ќе ми правиме депонија. Како ќе ни прават депонија? Крајма депонија е безбедна. Или во тој рудникот ќе го фрлат ѓубрето и тујајте се битолчани. Не може вакво нешто. Ете тоа најлош печаток ми остава тоа во оваа година. Не сум задоволна од политиката нивна, многу сме задолжени и така натаму. Генерации треба да исплатуваат долгови и така натаму. Многу ве поздравувам и посакувам среќна нова година, да бидете успешни во новата година и да ви се остварат сите желби. Големо благодарам во името на целата редакција за убавите желби и сега кои ние посакуваме секој еден од нас да влезе со огромен оптимизам и надеж кој што наскоро ќе станат реалност секако во новата 2026 година. Ние во 2025 година сме активни во моментот и секако со нетрпение очекуваме да ги слушнеме вашите одговори. Особено како граѓани, дали имате порака до политичарите во 2026 година, дали сте задоволни од работата на политичарите во 2026 година? И што би издвоиле од изминатата година како најнегативно нешто што и настан кој што ви оставил впечаток, но секако и нешто кој што ќе го паметите како најпозитивен настан и случување. Добар ден. Добар ден. Убав ден, повелете, ве слушаме. Исто е на вас. Сакам да кажам дека за 2026 година ќе биде поинакво и ќе се врти истата плоча. Ја мислам дека истата плоча ќе се врти и би им препорачал на политичарите да ги снема од вакото од тамо, да ги нема. Значи ништо не направија за Македонија. 30 години така уместо тапка само крадат и лажат и ништо друго. А еве што би издвоиле и како негативно случување, нешто што ви оставило впечаток од изминатата година и нешто како позитивно, еве, пошто ќе ја паметите? Па не знам што да ви кажам. Колку има позитивно од тоа сето, многу малку има позитивно, така да занемарливо е да се зборува за тоа. Повеќе се негативни работи. Добро. Имате ли еве директна таа пораката која што кажавте? Имате уште некои 27 секунди, па ако имате уште нешто да додадете, да им посакате нешто на гледачите? Не, дека му биде среќен новата година на целиот македонски народ и му посакувам се најубаво. Само субаво да се враќа во новата година, секако драго ни е што сте дел од Црвена линија, што се вклучивте во оваа денешна дискусија и продолжете понатаму да не следите и да бидете активни. А вие останатите се разбира кој како му е поедноставно и ако не можете да не добиете, просторот каде што можете да дадете одговор на денешните прашања е секако профилот на Facebook на Црвена линија, но и профилот на Телма телевизија. Има многу коментари, наскоро ќе почнеме со читање на истите, но продолжуваме со вас во живо. Па, добар ден. Добар ден. Добро, што имаме мал застој, нема да должиме премногу нели во тоа да ме слушате добар ден како велам, но веднаш ќе преминам онаму каде што има поголем број коментари. Еве, добар ден. Ве слушаме во Црвена линија, сте повелете. На Црвена линија, така? Да, повелете. Добро, ја мислам за 2026 година, политичарите треба да си ги знаат своето место, ала да му е да орзе. Најверојатно имам впечаток распустот почна, но еве ќе потсетам дека секој еден кој што е под 18 години, се разбира режијата, ако не препознае, ќе препознаеме овде во живо. Ве молам да го искористите времето за тоа да не бидете шегубени, особено кога зборуваме за животот овде, со оглед на тоа што секој еден кој што е малолетен, се разбира не може да биде вклучен во Црвена линија и особено не без присуство на родител-старател. Добро,
такви се деновите, празници се, распусте, секој ден си ја бира шансата да направи нешто да му биде забавно. Јас верувам дека ќе ни биде многу по-забавна и полна со позитивни нешта новата 2026 година. Но денес конкретно во Црвена линија ве прашуваме што ќе им порачате пред се на политичарите во новата 2026 година? Што е она што ќе го издвоите како негативен настан, случување по кој што ќе паметите 2025 година, но секако и да не заборавиме на позитивните нешта. Останува да ве слушнеме и дали сте оптимисти дека навистина ќе биде кон подобро и дека нема да се врти истата плоча во новата 2026 година. Добар ден. Добар ден. Убав ден. Ве слушаме. Да, повелете. Па вака, ја мислам дека лошо ја владе оваа влада. И не можеме да очекуваме истата плоча да се. Бетер ќе биде плоча. Се видовме дека више оваа не е демократска држава, дека владата почна и во судскиот систем, и во обвинителството. Сегде почна да се меша. Да се меша сегде и сегде зазема своји позиции. Позиции, фактички тие позиции ги зазема за подолго да владе, да си го пере криминалот. Тоа што ќе го направи да го пере криминалот. И ќе се обратам, знаеш како, се зборовите на Енвер Хоџа. Енвер Хоџа од Албанија. Знаеш како им честиташе нова година на албанскиот народ. Оваа година беше лоша. Славете ја дека сега годината што иде уште ќе биде полоша. И ја мислам истото дека уште полоша ќе биде годината овие. Што ќе им порачате на политичарите? Ве слушаат. Политичарите ништо, помалку да крадат. Помалку да крадат. Добро, ако е тоа се, благодарам за учеството и споделените одговори во Црвена линија. Ајде сега да се префрлиме на Facebook, голема е активноста и таму, драго ми е дека е тоа така, се пишуваат коментари, па почнуваме со она што го напиша како одговор. На прашањето дали сте задоволни од работата на политичарите во 2025 година. Почнуваме со она што го напиша Икс Ариевец. Не сме задоволни ни од ТВ станиците во државата. По цел ден се некои емисии со јавување на се исти гледачи и не солат памет, они демек најпаметни во државата. Треба да ги има еднаш или не еднаш во неделата. Е вака сега, господине Икс, јас ќе ви се заблагодарам прво што бевте активни, дадовте одговор, но не и на прашањата кои што навистина сакаме да ги слушнеме вашите ставови и одговори. Црвена линија никогаш нема да ги лимитира или да избира кои гледачи и какви гледачи ќе дадат одговор на нашите прашања. Бидејќи во функција на Црвена линија сте не само како гледачи, туку како граѓани. Па ќе го поздравам господинот Икс и покрај тоа што ќе му се заблагодарам, ќе го потсетам да напише уште еден коментар и особено ќе ни биде драго да слушнеме што ќе им порача на политичарите за новата 2026 година. Дали е задоволен од работата нивна во изминатата година и секако дали е оптимист или пак очекува истата плоча да се врти во новата 2026 година. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добро вечер, Македонија. Добро вечер, господине Тале. Повелете. Слава на Бога, ме вклучивте во програма. Да го поздравам тој, нали, таму Икс, како беше. Не се ги губете секундите на погрешни заклучоци, туку што ќе им порачате на политичарите? Ево тука да почнем. Слобода, демократија. Новинарите се најголеми борци за демократија и за слобода на јавно мислење, така? Што ќе им порачате на политичарите? Да се здрави и живи, да, ќе порачам. Значи, вчера добив 20 пати во програма, не ме вклучите во емисија. Сега и ќе ве исклучиме. Знаете ли зошто? Затоа што барем оние кои што ги следат контактните емисии, еве слободно ќе направам устапка тука во Црвена линија, ќе го споменам квизот. Кога има огромен број на побарување, неретко се случува да се блокираат линиите, а ние не случајно ве познаваме, господине Тале, по име, со оглед на тоа што сте еден од најчестите и секако најактивните.
И еве препорачувам, ако веќе не успевате да не добиете во живо, тука е Facebook, профилот на Црвена линија, напишете коментар, дадете одговори на прашањата и сега го ќе ги прочитаме. Исто онака и како што ве слушаме. И да не се оддалечуваме од темата и секако да подсетам во овие 90 секунди, вас како граѓани денес ве прашуваме, односно ве подсетуваме гласно и јасно што ќе им порачате на политичарите во 2026 година, што ќе издвоите од изминатава година како најнегативен настан случување, но сега кој што е она што најпозитивно би го издвоиле во изминатата година. И дали верувате дека ќе биде подобро или ќе слушаме и ќе се врти истата плоча? Добар ден. Ало, добар ден. Ајде, господине Љупчо, повелете. Видите, вака ја првото искажување ќе го започнам со изјавата денес ќе цитирам на фондот за ПИОМ, дека успеале да ги соберат последните потребните средства за да исплатат пензии за декември, која ќе почне на 2 јануар. Што значи, фондот јавно призна дека до денеска немале пари за собрано за да ги исплатат пензиите, а денешното исплаќање на пензиите од страна на банките е милостиња на банките према нас пензионерите. Во соглед на тоа и така очекувам да се однесе наредната година. Што значи уште потешко да биде и не очекувам некое подобрување од причина што јавно се знае веќе дека државата е во банкрот, не може да собере пари да ги плати задолжувањата, па затоа покрај таа од 700-500 што стана 700 милиона, која сега ќе стане милиарда, ќе ја задолжи државата уште за нови овакво кредити и продолжи со темпото на задолжување. Гледаме дека денесната статистика кажува дека има пад во индустриското производство. Према тоа, ја да ви кажам право, ништо добро не очекувам во наредната година, можеби уште повеќе ќе тонеме. А што ќе им порачате на политичарите? Па на политичарите ќе порачам да престанат да го перат мозокот на граѓаните и да ги потребуваат телевизиите за перење на мозокот на граѓаните, зашто доволно им го испра, луѓето веќе не можат сами свесно да расудуваат од толку перење и онаквото. Нека користат ви. Благодарам за одговорите, учеството во Црвена линија, секако останете со нас и понатаму. Ве префрлам сега веќе на време да ги прочитаме и коментарите на Facebook. Продолжуваме со она што го напиша господинот Љупчо Димитриевиќ. Вели: тие ништо и не сработија во 2025 година. Работеа околу 6 месеци, а земаа 12 плати, а тие треба да кажат за успесите на крајот од годината. Поздрав и среќни празници. Поздрав и сега го се најубаво во новата, господине Љупчо. Благодарам за активноста и за напишаниот коментар, поточно одговор. Продолжуваме во живо со вас. Добро вечер веќе можеби. Добро вечер, добар ден. Добар ден, повелете, ве слушаме. Поздрав до сите гледачи на телевизија Телма. Благодарам. Јас сум Лени. Да, ве слушаме, продолжете се. Добро. Ви поздравам вас на телевизија, сите гледачи ви поздравам. Го поздравам Итале, нека гледа како овој по него беше на темата, така и тој стои на темата. Да не ги коментираме гледачите. Ајде политичарите, што ќе им порачате на политичарите во новата 2026 година? Па порачам така да си продолжат, пензиите така да ги држат, да не ги намалуват. Ве слушаме. Значи да не ги намалуват пензијата, да си продолжат така да работат, мислам дека добро работат. Работчените се работат, сега на некој не му се допаѓа, но секоја влада е така. Секоја влада се спира своји луѓе. Друго, би порачал на политичарите добро да работат, би порачал никој да не ја напаѓа СЛСМ, но никој да не ја пали ни ВМРО, особено на вашата телевизија, и порачам овие што во странство и по Дубај, таму нека се останат, да не се вратат вакви политичари, не ни требаат, си го видовме од Каиро, како работеа, ние продадува државата, сега нема држава, ќе бегат. Но што да правиме ние овие грешници што останавме, што им верувавме бледо, и што некој се уште им верува на предавници и што го испалат по телевизиите. Овие сега ще има, но предходните многу добро работеле. Па добро работеа, ала да име. Ала да име. И ги унишија за пензионерите за 8, за 7 години. Благодарам за одговорите и учеството. И еве уште една напомена, колку и да сте изиритирани, може би гневни, да се држиме до нивото. По тоа се препознава нели работата на Црвена линија, нашата етика е
да се изостават секогаш погрдни зборови, вулгарни зборови, пцости, да не се оддалечуваме од темата и секако да не употребуваме говор на омраза и насилство. Сето ова важи секако и за пишувањето коментари, бидејќи целта е да ги прочитаме. Доколку има погрдни зборови, вулгарности, секако ќе бидат изоставени и нема да бидат прочитани. Добре дојдени сте сите и на вистина Црвена линија денеска сака да ве слушне. Дали сметате дека новата 2026 година ќе донесе нешто ново, подобро, или ќе се врти истата плоча, што ќе им порачате на политичарите, и дали сте задоволни од нивната работа во изминатата 2025 година? Добро вечер. Добро вечер, синче. Поздрав до вас, баба Руска. Фала, да си живи, здрава, среќни празници. Да сте ми живи, здрави, вие секако и само убавени посакувам во новата година. Само и ја така сум. Само убаво да слушаме, ама некако не слушаме убаво. Ја неколку колку што можам со моите години и мојот старост да приметам на вести слушам, овој украл толку, овој украл толку. Абе, ајде изнешко да чуеме зашто не се земе на тој што украл. Ако продолжат така, бетер ќе бидат. Само не нервират, ни кажуват толку украле, а ништо не ни е никако земено. Тоа навице ни препорачува на политичарите. Кој ќе го зашто да земат од резервата на државата да плаќа пензија? Нека земат од тој што украл, тој, например, да речемо водове. Го донел некој до Гидешови да постави. Нека го земат од тој, нека му го земат имањето и нека го потпунат пензионерскиот фонд, а не од државните резерви. Како тоа е? Тоа личи. Тоа навице ме нервира и еве препорука праќам до политичарите. Кој ќе го фатат да му се земе све назад. И ако тоа се направи, Кинче, верувај ми злато, дека Македонија ќе биде Париж. Нема да има глад. До душа и сега нема. Кој сака да работи, нема глад. Благодарам многу за одговорите и учеството во оваа денешна Црвена линија. Одиме на Фейсбук. Продолжуваме со она што го напиша Тихи Дон. Да си задоволен од работа на македонски политичари кои не водат се извинувам во провалија, треба да се луд, збунет и ненормален. Со ваков народ лесно е да се владе. Каков народ, таква власт. Дозволивме политичари милионери, а народ ко осиромашен ураниум. Не заслужуваме ништо подобро. 2025 никогаш да не се повтори. Не се случи огромна трагедија во која сите потфрливме и не научивме да учиме од грешките. Благодарам, Тихи Дон. Бидете активни, бидете секогаш дел од Црвена линија. Одиме во живо. Добро вечер. Јас верувам дека секој еден од вас, особено оние кои што верувам ќе имаме и такви за прв пат ќе се вклучите во Црвена линија, бидејќи навистина очекуваме еве ваша оценка за изминатата 2025 година, особено ваша оценка за работата на политичарите во изминатата година. Кој настан случување би го издвоиле во изминатата година и како најнегативен, кој најпозитивен впечаток ви остави? Секако дали сте оптимисти дека 2026 година ќе биде далеку подобра, поинаква или ќе се врти истата плоча? Добро вечер. Добро вечер, убава. Убава вечер и вам. Многу среќа во 26-та дека да биде поубава, меѓутоа не сум оптимист, али посакуваме сите да биде поубаво, меѓутоа им порачала на политичарите да си го рестартираат малку памето, да почнат малче да работат и да размислуваат за сите еднакво. Да не биде, например, за нив волку, за другите толку и така. Значи, едноставно да размислуваат за народот, да помогнат на народот, затоа што државата е народот и од народот зависат. Народот ги плаќа, народот ги гласа, народот им дал власт. Значи, они тоа треба малце да го почитуваат, а не само за себе
да како мислиме одговара и така. Меѓутоа, за жал, не знам дали може тоа да се случи. Народот малку изгледа треба да биде поагресивен како што гледаме во другите држави, за да може малце политичарите да се сменат. Иначе со ваков народ, мислам, во позитивна, ние сме добар народ, културен буквално, значи треба малку човек да покаже и нешто по-ригорозно за владата, државата, малку да види со кого има работа. Меѓутоа, така нешто дали ќе се случи, тоа оставаме да покаже времето, никој не може овако да каже унапред, меѓутоа тоа е оптимиста или песимиста, што ќе бидеш, тоа е само е свое размислување, меѓутоа сите поступуваме убаво. Видите што се случи со здравството. Значи покачија 100% партиципација. Значи не може такво нешто, за кого работа тоа? Нели за народот? Значи, треба малку да бидат по-објективни. Не може само за некого, да се зима кредити за стопанственици, што добива народот со тоа? Цели поскапувања. Видите, луѓето не можат некој да си дозволат нешто најосновно за овие празници. Така да им порачува малку да се симнат од земја и да прошетаат, а не да лептат се од... Благодарам секако и за честитките и желбите насочени кон гледачите на Црвена линија, за одговорите кај нас и секако посакуваме се најубаво во новата во 2026 година. А кога сме кај оптимизмот и желбите, ви се чини дека 2026 година ќе биде поинаква, попозитивна, или ќе се врти истата плоча? Дали сте задоволни од работата на политичарите? И секако не заборавајте да дадете порака до нив во новата 2026 година. Добро вечер. Дали се слушаме? Добро, јас ќе преминам онаму каде што секако ве потсетувам, ако не можете да не добиете еве во живо, просторот каде што можете да бидете активни, да пишувате одговори е секако Facebook. Одеме и на профилот на Телма телевизија, заследете го и тој профил со оглед на тоа што нашата Црвена линија темите секогаш паралелно на двата профила ги објавува. Еве ги првите коментари тука на профилот на Телма телевизија. Радко напиша, кој гласал, нека каже како му е. Може ли да покажеме? И Демировски Усеин напиша, ама баш никако не доведоа до поголема сиромаштија, мали плати, поскапувања во се, воопшто лажење на секој чекор, корупција, криминали и што уште не. Благодарности до Радко и до Демировски Усеин. Продолжуваме во живо. Ајде да се обидеме. Добро вечер. Добро вечер. Голем поздрав до вас, во Црвена линија сте, повелете, еве, кои се првично... Ве слушаме, кои ви се пораките до политичарите? Дина. Ве слушаме. Се слушаме. Одлично, кои ви се пораките до политичарите? Истата плоча ќе се врти, дури и на бетер ќе се врти. Сега, што им препорачуваме на политичарите за 2026? Јас им препорачувам да се ги качат уште 78% платите и на јавната и на државната администрација да му се качат платите, бидејќи му се обезбедени гласачите овие со ниски пензии и од работниците. Тие добија гласови, така да на нив не мора да му се каче, бидејќи тие се сигурни за гласање. Сега кога ќе бидат на пролет, најверојатно ќе распишат ванредни парламентарни избори и сиромашкиот народ пак ќе си гласа за ВМРО-ДПМНЕ. Така да нема проблем, тие слободно нека се ги качуваат платите, а сиромаштијата не ќе ја трпи. Народот нашиот таков. Македонија, македончето и така си е воспитано, така си е научено, не ќе промени, си ги сака овие двете партии, да го малтретират, да го гнјават. Што повеќе они го гнјават, тој повеќе ги сака. И така да нема проблем. Кој како ќе се обогати, еве, златна виза ќе добие за Дубај и така. Инаку нема потреба за земјоделци, за овие пензионери со ниска пензија, за работници, зошто да му качат? Секако тие ќе гласат за нив. Така да, така ја гледам. Значи на бетер оде и нека си оде. Шо?
Големо благодарам за учеството и споделените одговори со гледачите на Црвена линија. Останете и понатаму со нас, а ние и понатаму во ова денешно издание. Слободно и ќе кажам последно за 2025 година. Еве, од вас токму сакаме да слушнеме пошто ќе ја паметите 2025 година. Што ќе издвоите како најнегативен настан случување, а што и како најпозитивен настан и случување? Дали сте задоволни од работата на политичарите и секако дали очекувате новата 2026 година да биде поинаква или да се врти истата плоча? И што ќе им порачате на политичарите за 2026? Добро вечер. Добро вечер. Ве слушаме, повелете. Благодарам. Нема да се врати истата плоча. Сега ќе се снима на CD. Ало, се слушаме? Да, продолжете. На CD-ња ќе се слуша. Нема плочи више, тие се старомодни работи. Ги напаѓаат политичари ве краделе да се донесе закон за отекло имот, не знам што. Па видите колку ми избогативме политичари, амбасадори странски, разни странски политичари. Колку збогатиме, колку богатиме уште. Враќаме кредити. Таму ги раниме светот во Европа, кај се парите земени од кредити, не знам од кои банки, таму живеат луѓе. Не знам зашто ги напаѓаме, добро си работат. Нека продолжат вака, супер е, плати имаме, големи пензии, социјала добра. Што сакаме понатака? Само завет имаме и се ќе биде во ред. 2026 се надам дека ќе биде уште подобра од 2001. Благодарам, убав ден, секи празници. Срекни празници, се најубаво во новата. Секако одно продолжите и понатаму да ја следите Црвена линија. Одиме на Фейсбук и ве што напиша на прашањето дали сте задоволни од работата на политичарите во 2025 година, Даниел Петковски. Презадоволни сме од македонските политичари. Па дали сте и вие почитувани презадоволни, задоволни, незадоволни од политичарите и нивната работа во 2026 и што ќе им порачате во новата година? Ало. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, ве слушаме. На телефон Сашо Стојковски. Голем поздрав до вас, господине Сашо. Инвалид со количка. Значи, инвалид со количка, ова јавност да знае што прави Благојан Беканџиевски злеј. Значи ми го сопи на патот. Улица Димитар Бадилов, знаят сите. Јас сум инвалид на количка и он ми го сопи на пакетот на патот. Значи ми носи на кетари, дека знае цела јавност, што прави овој човек. Господине Сашо, очекувам се најубаво да ви се случува во новата 2026 година. Солзите да бидат минато и верувам дека ќе бидете и понатаму не само гледачи и активно ќе се вклучувате во Црвена линија, а следното слушање верувам дека и ќе споделите дека е се многу подобро. Тоа и очекуваме во новата 2026 година. Надежта е секогаш се да биде подобро. Научивме ли еве нешто според вас од изминатата 2025 година? Дали сте задоволни од работата на политичарите? И еве денес конкретно Црвена линија ве прашува што ќе им порачате во новата 2026. Добро вечер. Дали се слушаме? Добро вечер. Добро вечер, во Црвена линија сте, повелете. Ало. Ве слушаме. Па вака. Сите години од 91 наваму, која побетер се? Ова е најбетер. Најлош од сите. Зошто? Па, на власти имаме политичари, кои што и не се политичари, се дојдеа некако, ги изгласа некој,
Народот. Нормално, ние сме тие што ги изгласавме и ние сме и кривци што се тие на власт. Меѓутоа, кои други да бидат? Сите од кој се лажови. Јас, ако ништо повеќе, би сакал да се зафатат барем за еден капитален објект. Еве да го решиме проблемот со енергијата. Например, да се почни, ветија браната на Чебрен, па барем нека го почнат Чебрен. Нека поработат малце на таа работа. Нека не задолжуваат со тие брзи пруги, што ти знам, јапонски возови таму, што на воздушни јастуци едно друго. Не сме ние уште за таа работа. А и шопруга имаме меѓународна што врви низ Македонија. Нема ни 100 километри. Така да нема врска тоа. А енергија немаме. И нека престанаме да не лажат. Благодарам за одговорите и учеството во Црвена линија. Еве на Фейсбук на прашањето дали сте задоволни од работата на политичарите во 2025 година, што напиша Миша Джони Инглиш. 2026 ќе биде слична на 2025 година или полоша. На нашиве политичари би им порачал под 1 да престанат да ја крадат државата, под 2 да престанат се повеќе да ја задолжуваат Македонија, туку да привлечат повеќе домашни и странски инвестиции, под 3 да престанат да се мешаат во судството и во другите институции за Македонија конечно да стане правна држава. Најнегативен настан во 2025 година е катастрофалниот пожар во дискотеката Пулс во Кочани. Благодарам, Миша, за учеството, за коментарот. Сега, она што останува, бидејќи времето наложува, е да ги погледнеме рекламите, но по рекламите одиме и со резултатите на Инстаграм анкетата. Хајде да погледнеме оваа последна анкета за 2025 година на Црвена линија. Прашањето дали сте задоволни од работата на политичарите во 2025 година, какви се одговорите? Со да одговорија 13%, со не 87%. Почитувани, секако ве подсетувам дека и во новата година со нови предизвици, нови теми, но дека навистина ќе зборуваме за многу попозитивни нешта. Ви посакуваме од редакцијата на Црвена линија пред се многу здравје и исполнување на сите желби во новата 2026 година. Имајте убави празнични денови и се гледаме наскоро. Довидување од мене.